За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Почитувани слушатели и гледачи на Пела, добар ден. Како и изминатите 4-5 петоци, така и денес во терминот од 11 до некаде 12 часот, значи во наредните 60 на минути, се навраќаме на историјата, на она спортска, прилепска историја, на се она што беше убаво во изминатите децении, а за да се навратиме, секогаш имаме наши соговорници. Така, денес во нашето студио е господинот Тони Димовски. Значи, познато ракометно име, тоа значи ќе зборуваме за ракометот. Димовски, добро ни дојдовте во студиото. Ви благодарам за поканата пред се, да ги поздравам сите слушатели на Радио Пела и да речем буквално сите спортисти во града. Ми е голема чест што ќе бидам ваш гостин во оваа емисија и ете така малку ќе поразговараме за ракометот, да речем во тоа минато време, изминато кога, да речем, јас бев дел од таа, да речем, да ја наречем ракометна еуфорија. Да, рековме ќе се навратиме на оние пред се убави моменти, а имаше многу убави моменти, се согласуваме сите во минатото, во прилепскиот спорт, во прилепскиот ракомет. Јас зедов една книга пред мене, ја разгледував и предлагам да се подсетиме на една убава сезона 1991-92, се уште систем во Југославија, кога вие бевте од таа екипа која што успеа да стигне највисоко на првото место на втората лига и да се пласира во првата лига. Значи, прво место Тутунски комбинат, гледам табелата пред мене, второ место Дубочица, трето место Јагодина, четврто Напредак од Крушевац и така натаму. Ајде да се подсетиме како Тутунски комбинат стана првак во таа сезона. Па таа сезона, да кажам, останува за мене едно длабоко сеќавање, кој што немам што да кажам, значи стварно плејада на ракометари излезени од ракометната школа на Тутунски комбинат и кој што стварно постигнаа врвни резултати тој период. Значи, таа сезона беше толку прекрасна и убава, кај што, да речам, се работеше многу макотрпно, имавме тренинзи, работевме во утринските сати, во салата Тутунски комбинат и во попланевните часови. Значи, работевме со двајца, да ги напоминам, добри спортски работници, кои што и до ден денес се големи живи легенди, би го спомнал Ангеле Гулевски и, да речем, мојот тренер Тошко Арапчевски. Значи, има многу да се каже за нив. Значи, екипа кој што беше исклучиво, да речем, припремена за да го освои то прво место и да се влези во таа квалитетна, да речем, квалитетна лига, кој што едноставно беше преголема желба од страна на нас и на нашата управа. Најтешка борба водевте со второпласираната Дубочица, еве гледам на табелата, Дубочица од Лесковац, и таа беше една силна екипа за таа. Да, една доста добра квалитетна екипа, Дубочица, стварно кој што исто таму плејада на доста добри квалитетни ракометари, али за нас не представуваше некој проблем, пошто да кажам дека имавме ние изворедна екипа кој што стварно екипата, да речем, имаше доста добри звезди, кои што се стварно и ден денеска за мене ќе останат секогаш големи звезди во ракометот, кај што едноставно можам да спомнам дека со многу големо ниво на другарство, преголема работа, значи успеавме да дојдеме до таа посакувана, да речам, цел. Значи, утакмица која што ми остана во сеќавање, значи беше последната утакмица каде кога постанавме прваци во еден, да кажам, спектакуларен меч во Заечар, каде во една исполнета, да речам, сала, Тутунски комбинат, кој сега добро се сеќавам, не се сеќавам добро на резултатот, ама мислам дека Кристалов Заечар беше поразен со 9 гола разлика од таа наша екипа. А да подсетиме за помладите дека Кристал Заечар играше и во прва југословенска лига предходно.
Значи една екипа која тешко губеше на свој терен. Да, тешко кој екипа која што беше многу тврда екипа која што да речам добра во првата лига, кој што едноставно пружа отпор, али сепак ние бевме, да речем, подобар противник, што бевме многу далеку поподготвени и спремни за тој надпревар. Да го издржиме тој сиот притисок, и да направиме добар резултат. Таа победа ве однесе на првото место, значи гледам според бодовите. Тутунски комбинат 44, Дубочица 42 бода, значи само 2 бода разлика, многу значаен, значи беше тој последен меч. Да, последен меч многу значаен, каде што едноставно одлучуваше за првак, да речем, во таа втора српска лига и влегување во првата, за влегување во таа, да речем, квалитетна прва. Така, да. Да се подсетите на соиграчите. Гледаме на фотографија овдека, пишува дека Ангеле Гулевски тренер, тука е спомнат Миле Нешковски, потоа Пеце Велјановски, Орде Илиевски, а бевте тандем на голот со Димитар Богдановски. Па и други. Не сакам, знаеш како, не сакам да запоставам, значи не сакам да не кажам некој име, да не спомнам, кој што, знаеш како, значи оваа школа, значи овие ракометари на Плејада, значи овие се ракометни таленти, значи правиме муабет за ракометот како ракометни таленти кои што ги поминале сите од пионерската па дошле се до првиот тим. Значи Плејада на ракометари како таленти, значи зошто го кажувам тоа зборо како таленти, значи овие сите, значи да не ги спомнам име едно по едно, да кажам дека сите беа талентирани играчи кои што едноставно почнале со некој, да кажам, 75% талент и кај што со некоја, да речем, уште мал процент до 25% работа и го постигнале тој онај ракометен, да речем, ракометен успех и станале големи ракометни звезди кои што, да речем, стварно не можам да одвојам некој име кој што да кажам дека е некое посебно, кој што беа сите од првиот до последниот, значи за мене че беа и че остана како големи ракометни звезди. За овој град кој што стварно ја можам да кажам, не сакам да некого да занема на некој начин се да ги запоставам и пред нас генерацијата, да речем, и после нас, али за мене можам да кажам дека ова е за мене последната генерација која што направи стварно еден голем, да речем, ракометен успех за, да речем, градот Прилеп. За овие соиграчи велите дека имале 75% талент. Да. Дали сметате со тоа да кажете дека талентот е многу битен? Да, тогаш во тоа време кога, да речем, таа една генерација, ете тука што се на сликата, стварно беа големи талентирани играчи, значи талентирани играчи кои што стварно го поседуваат тој ракометен талент. Сега во ова, да кажам, сега веќе подолг период изминат, веќе изминати долги годишни време. Значи сега ова генерација, да речем, што го наследува ракометот и така, има, знаеш како, не тој процент онај посакуван кој што едноставно го имавме ние тогаш тоа време. Значи сега е многу помал процент и треба многу далеку поголема, помако трпна работа да се дојди до онај, да речем, посакуван цел кој што треба да се оствари. Сега вие освојувате прво место, но за жал се растури таа федерација. Не ви се овозможи барем една сезона да одиграте во првата елитна југословенска ракометна конкуренција. Се оформи прва лига на Македонија, значи највисок ранг. Дали ви беше жал од една страна што се распадна, но ви беше задоволство да играте сепак и во највисокиот ранг во Македонија, каде што одигравте и финале? Тоа не беше на сите, на таа екипа, не беше, например, целта за играње во таа квалитетна лига, и до ден денес, кога некогаш така че елоцираме спомени, остануваат само спомените, стварно, и имавме преголема желба и тоа ни беше така, да се оствари таа најголема желба, да се дојди до таа една голема, да речем, квалитетна лига, каде што, ете да спомнам таму неколку, да речем, квалитетни екипи, кај би спомнал тука, би го напомнал една голема Металопластика, еден Загреб Хромос,
многу други медвешчаки, Пролетер така натаму, нафтагас. така пролетер нафтагас, така натаму. Има значи доста квалитетна е. Со распада на Југославија и влегувањето со почнувајќи да речем на ракометна Македонија, да речем после тоа, доста да речем, знаеш како, и тогаш екипата имаше доста добри резултати, кај што можам да одвојам еден надпревар, да речем, кај што стварно ми остана еден многу големо долго сеќавање, кога беше надпреварот на преварувачка сезона 92-93 година, надпреварот против Пелистер во сала Македонија. Преполна сала од 5000 гледачи, каде колку добро се сеќавам, да кажам, не можам да, тоа стварно е многу добро да се каже дека тако, да речам, ракометер, нешто што се случило во Прилеп, многу, да речем, еден спектакл, и ми остана долго сеќавање и ќе остане долго во мене сеќавање, каде што Димовски, само да ве дополнам, станува збор за реванш од финалето за добивање државен првак на првото државно првенство на Македонија. Да, Значи играте со Пелистер, првиот надпревар го доби Пелистер ми се чини со тесна разлика, а вие сега играте реванш во салата Македонија за да победите. Целта беше. Да, целта беше, знаеш како, се случи тука, првата утакмица се играше во Битола и беше многу тесен резултат. Колку добро сега се сеќавам, резултатот беше во Битола, првиот надпревар беше 32-30. Да, многу добро се сеќавам и после реваншот се одигруваше во салата сала Македонија. Во сала Македонија не се играше во Тутунски комбинат нашата сала, се играше во сала Македонија. Каде да кажам се случи. Имаше и можност да се примат повеќе публика. Да. Интересот беше огромен. Да, интересот беше преголем за таа утакмица, пошто да кажам дека многу го кажавте и вие, кажавте дека се работеше за еден надпревар кој што се одлучуваше за, да речем, после распадот на Југославија, прва надпреварувачка сезона за првак на Македонија. И стварно Прв шампион на Македонија. Прв шампион на Македонија. Значи, една носталгија сигурно не влечи за тие времења. Многу публика, па како ја чувствувате таа атмосфера? Многу публика ве понесуваше за да постигнете таа победа, значајна за да се израмните 1:1 во победи, бидејќи водеше Пелистер 1:0 со првата победа во Битола. Кога дојде до тој надпревар, мислам за одлучување, значи го кажав да се навратам, значи првиот надпревар, вториот надпревар одигравме еден фантастичен меч, каде го добијавме Пелистер, само не можам да се сетам точно веќе да подсетам дека на резултатот. Тој надпревар беше прекинат поради тоа што се запали салата. Да. Повторениот надпревар го добивте. Да, тогаш дојде до еден немил настан, да, точно да се дојде до еден немил настан каде салата се запали и баш многу добро се сеќавам како сега ми е во глава, значи 16-та минута и пенал за Пелистер и се случи тој еден немил настан кој што требаше да кажам толку се случи и потоа како го доживеате тој настан, многу трагичен. Салата се запали, изгоре, речиси до темел, што се вели, салата не функционираше долго време. На кое место, како се случи, како разбравте дека и како реагиравте кога видовте некаков пожар? Па јас чат. Тогаш се случи кога мојот колега Димитар Богдановски беше на голот од каде што избувна пожарот и почна полека, јас доколку добро се сеќавам седев на клупата и видов како полека едноставно од позади на голот се шири некоја чат и дајнаш во тој момент изреагира Димитар Богдановски и се така започна со тој немил настан, да речем, што се случи со ширење на чат и едноставно почна салата со најава, со прекина на преворот и да почне полека салата да се празни. Имаше и паника. Да, имаше доста паника. Секој сакаше побрзо да излезе. Да излезе паника, да, пошто беше салата полна, да речем, 5000 публика. Беше полна, така добро е што жалосно за еден таков спортски објект, да кажеме,
стварно што изгоре до темел, али добро беше што заврши, што немаше, да речам, жртви. Тоа беше И среќна околност што вратите беа отворени. Да, излезните врати. Точно, излазните врати беа отворени, да така малку народов и многу беа малку, да кажам, на некој начин присвесни што се случуваше и да така добро е што не дојде до некој немил настан да настрада некој и да има некоја жртва. Така, после тоа се случи надпреварот кој што требаше реваншот се одигра тогаш во полна сала во Тутунски комбинат, затоа кажав. Значи не се сеќавам добро, затоа го победивме тогаш Пелистер, го победив, само резултатот не знам. А Пелистер, да подсетиме дека дојде од таа прва југословенска лига, значи беше многу силна екипа. Многу силна. Уште во тоа време. Да, Пелистер беше една добра, квалитетна, силна екипа каде се надпреваруваше во таа да речам голема елитна лига, да така, али сепак престоеше кај нас една преголема желба, значи да се направи еден голем успех. Го спомнавме како тренер Ангеле Гулевски, како тренер на голманите Тошко Арапчевски. Ајде прво за Ангеле Гулевски да ми кажете како работеше, каков метод имаше, каков пристап кон работата. Овие две ракометни живи легенди, стварно се историја на ракометот во Прилеп, немам што да кажам. Мене ми беше, да кажам, преголема чест да се работи со едни такви спортски работници. Не би го одвел Ангеле Гулевски како тренер на екипата и како и да спомнам, да кажам, мојот тренер Тошко Арапчевски како тренер на голманите. Значи за Тошко немам зборови што да кажам, значи еден стварно голем, да речам, стручњак, исклучиво за припрема за секој еден надпревар. Значи така ми беше, мене секој еден тренинг така ми се видеше добро. Јас во секој тренинг едноставно така се чувствував поносен што имам еден таков, да речам, еден таков тренер покрај мене што едноставно човекот сакаше да ги покаже сите негови, да речам, сиот негов квалитет кога тој работел и да го пренеси на мене да се дојде до некоја, да речем, добра припрема, добар резултат да се постигне, да се стане еден добар квалитетен голман. Значи извонредни тренинзи, значи кога требаше да се игра надпреварите, имаше специјални тренинзи кои што треба ги подготвуваше, значи добро се припремавме, имаше стварно голем репертоар на тренинзи, значи немам зборови да кажам стварно за таа, да речем, таа жива ракометна легенда. Ангеле Гулевски исто така, еден добар, да речем, од времето на како добар тренер, немам зборови што да кажам, значи се работеше многу дисциплинирано. Значи таа бевме една генерација на ракометари кај што едноставно имаше преголемо другарство и имаше преголема дисциплина. Значи преголема дисциплина во работата каде едноставно, значи имавме голем респект и почитување према тие ракометни работници. И затоа едноставно сакам да кажам дека ова се генерација, значи ова последна, да речеме, како генерација што излезена, што постигна едни такви големи врвни резултати, сето тоа се одвива работењето, значи на такви големи, да речем, тренери кои што едноставно знаеа че да ги извлеча максимумот на ракометарите. Пред се, значи, правиме муавит за една голема дисциплина и голема работа. Карактеристично е за Тутунски комбинат како клуб беше што можеше со сопствен играчки кадар да постигне успех, евентуално со 1 до 2 засилувања од надвор. Значи имаше сопствен играчки кадар, сопствена младинска школа. Значи, затоа стварно може да се каже, затоа вече, еве да не се навраќаме назад да ги кажувам, значи сите овие ракометни звезди, значи се работеше, имаше Тутунски комбинат една голема ракометна школа, на пионери, на младинци кај што стварно работеа добри стручњаци, кај што од пионерската школа почнувајќи младинската па се до стасување на првиот трим. Значи ракометна школа кој што не би сакал да го би се навратил, значи не би сакал само да кажам дека за ракометната машка екипа би се навратил за женската екипа, значи немам зборови да кажам, значи исто така една добра школа, една плејада на ракометарки кои што едноставно
добро се сеќавам каде и тие и девојките, значи девојките исто во тие надпреварувања каде што беше Српската лига, исто девојките станаја прваци на Србија. Станаја прваци на Србија кај што плејада на ракометарки кај што немам, значи сето излезено од пионерската, младинската па се до првиот тим. Значи плејада на големи ракометни звезди на женскиот ракомет. Сакам малку да се вратам, значи на ракомета, не сакам да кажам дека само и машката екипа. Обично се зборуваше за клубот ваш дека е толку организиран, одлично организиран, што ништо не достасуваше, значи се функционираше како што треба. Да се потсетиме на тој период како функционираше, што е тоа што беше обезбедено? Значи се беше обезбедено и можам да кажам право пред се имате еден голем, да кажам гигант, еден голем спонзор како Тутунски комбинат. Стварно му се заблагодарувам јас на сите тие таму луѓе кои што и тогаш, да речам, тогаш кои што работеле и кои што едноставно сакале да се направи еден голем, да речам, голем успех. Значи, услови за работа, значи собствена сала, значи хотел каде ги обавувавме, кај што ги обавувавме и припремниот период кај што тренираше екипата. Значи прекрасни услови за работа кај што едноставно нема зборови, значи какви похвални зборови, како да се опиши то, колку, значи сето тоа го почувствувавме ние, како беше толку преубаво. Значи, може да се каже, тие сите, значи, таа цела управа што работеше, да речам, кој што сега има некои одредени, да речам, луѓе кои што уште се, да речам на некој начин да ги спомнам, се живе од таа управа, некои веќе се покојни, кои што стварно беа еден голем тим кој што знаеш како, буквално знаеа што треба, како да се работи и како да се направи добри резултати. Значи големи имаше стратегија. Имаја стратегија како да се работи. Значи стварно немам зборови што да кажам. Можеме, значи, за тоа да кажеме, значи за тие резултати, еве можам да кажам, еве и како спортски коментатор, како спортски новинар, да кажам, еве имавте прилика да присуствувате, да речам, на тие такви ги спомнувате, да речам, тие доста убави ракометни, да речам, утакмици, дерби кои што се случуваја. Стварно беше, самио можете да процените, да видите стварно што се случуваше во салата на Тутунски комбинат. Јас то стално секогаш вака се сеќавам и ми останува како убаво сеќавање. Еден спортски надпревар почнуваше за викенд во 18:30 часот. Во сабота. Да, во сабота. Значи буквално градот живееше за тој, да речам, за мене беа сите дерби утакмици. Кај што стварно, знаеш како, може да се каже дека кога утакмицата почнуваше во 18:30 часот, а веќе да кажам, во 18 часот беше салата исполнета веќе до последното место. Се бараше столче да се седни да се гледа еден таков, да речем, ракометно дерби. За мене се сите тие ракометни дерби. Значи сите ги сакам, сите беа утакмици за мене дерби и преубави. И едноставно некога се случуваше кога беа тие ракометни дерби, се случуваше некогаш вака кога ќе се испулев, кога ќе се свртев. И кога ќе погледнев и патеката каде луѓето се движеа кај што требаше да седне на своите места беше исполнета. Значи тоа се стварно моменти кои што има впечаток дека за вас не представуваше надпреварот некаков товар, туку некакво уживање, моменти на уживање. Па точно така. Можем да кажем дека секој еден надпревар така, да кажем, го доживував така, секогаш сум едноставно ми е, да речем, знаеш како ми беше премногу тешко кога ќе го изгубев надпреварот. Значи така ми беше на некој начин, не можев сето да го на некој начин да го пребродам, али имаше моменти кај што, знаеш како, секој еден надпревар го чувствував, знаеш како, ми беше задоволство и некогаш очекував, да речем, тоа време што требаше да го бранам, едноставно сакав максимално да го дам максимум од мене и да постигнем некој добар резултат, да ми биде убаво. При пораз како го поднесувате тој? Поразот ми беше премногу тежок. Секогаш, значи, имав, да кажам, знаеш како,
ми беше поразите беа премногу тешки, значи требаше малку период да помини да се опоравиме, да се опоравам лично, можам да кажам за себе од поразите и да така. Затоа што градот очекуваш секојаш да победува. Да, секојаш град очекуваше победа, али некојаш имаше моменти кога имаше и пат на екипата, да така тие сите порази ми беа премногу тешки. Значи поразите на некој начин тешко ги пребродува. А како обратно се носевте со некој успех, некој триумф? Имаше радост? Имаше радост. Значи секогаш знаевме екипата, значи за тоа сакав, значи многу потенцирав, значи една екипа кај што премногу владееше едно преголемо другарство на сите работи. Значи знаевме во тие моменти стварно во секоја наша победа, знаевме на пример на некој преубав начин да ја прославуваме и заедно да се радуваме на пример како играчи и заедно со управа и со тренери. Димовски, до 12 часот сакам да разговараме без престан, но еве радио таква концепција има што мораме и пауза малку да направиме со една музичка номер. Радио Пела. Никој подобро не те знае, кога ќе ги свиеш вегите, нешто смислуваш. Никој жив не ја чита лесно како ти, книгата на моите слабости, ти се преправаш. Не верам во коса ти мириса, на кошула копче ти скинала, рани на устните, но не се од мене, а срце по тебе во гради ме гребе, ке издржам солзи во очите, со друг во ногите, а мене ме лажеш и што и да кажеш ке преболам. Никој жив не ја чита лесно како ти, книгата на моите слабости, tu се преправаш. Не верам во коса ти мириса, на кошула копче ти скинала, рани на устните, но не се од мене, а срце по тебе во гради ме гребе, ке издржам солзи во очите, со друг во ногите, а мене ме лажеш и што и да кажеш ке преболам. Радио Пела. Но не се од мене, а срце по тебе во гради ме гребе, ке издржам солзи во очите, со друг во ногите, а мене ме лажеш и што и да кажеш ке преболам. А мене ме лажеш и што и да кажеш ке преболам. Почитувани слушатели и гледачи на Пела, продолжуваме со разговорот со нашиот соговорник, гостин Тони Димовски, голман кој беше во Ракометот, односно во Тутунски комбинат и во некои други клубови, но уште малку за Тутунски комбинат
Јас мислам дека треба да ни кажете нешто интересно и за вашите настапи во младинската репутација на Македонија, но не во независна Македонија, претходно кога беше Македонија република, една од шесте републики на Југославија, се организираат тие турнири младински на репрезентации на републиките, па вие бевте во составот на Македонија во тоа време. Ајде, подсетете се на тие настапи. Во тоа време, да кажам, тие многу го представивте тоа, го кажавте. Значи тогаш во тоа време во бившите упрости тие се за мене едне од најубавите, да речем, ракометни денови, да бидеш дел од таа младинска репрезентација каде се одржуваат турнири на ниво на република, да речем на бивша Југославија, каде секоја година имаше собир на ракометни репрезентации, значи тука ги спојуваме, значи да спомниме Македонија, Србија, Босна, Словенија, Црна Гора, така. Значи стварно еден ракометен спектакл и тој турнир беше познат под името Братство единство. Кај беа тука спојна на многу спојна репрезентации, треба да нагласам, воедно имаше, значи машки турнир и женски. Значи воедно, значи тоа братство, значи тој турнир Братство единство имаше, значи и машки репрезентации, имаше и женски репрезентации. Тоа беше стварно едно нешто спектакуларни надпревари кои што беа премногу, да речам, како убави за гледање, каде во тоа време, значи сите тие репрезентации кои што настапуваја, кои што беа дел од тој ракометен, да речам, турнир Братство единство, значи не можеше да се одвои некоја екипа која била, да речам, се знаела кој ќе го освоил турниров. Значи сите репрезентации подеднакво, значи имаја сите добри, квалитетни репрезентации. Значи сите таленти на едно место собрани? Точно така, значи сите ракометни таленти собрани на едно место. И стварно беше тоа, стварно можда јас да кажам, значи тие ми се најубавите моменти во мојот живот кои што ги поминав тука и стварно она што се случуваше на тие, да речам, на тој турнир. Во кои градови патувате, бевте сместени? Колку време траја тие турнири? Тие долго време траја тие турнири, се до распадот траја тие турнири. Значи, во денови, например, колку? Во денови, денови па беа, тие турнири траја негде околу, да речам, 3 до 5 денови тие турнири траја и тие турнири се одвија. Јас сеќавање колку многу добро се сеќавам, имав 4 настапи за младинската репрезентација, беше првиот настап во Белград, вториот настап ми беше во Босна, во Бихач, третиот настап беше во Ваљево и четвртиот настап во Кутина. Значи, стварно немам... Во различни републики? Да, во различни републики каде беше организиран тој турнир, да речем така наречен Братство единство. Да се подсетите со кого игравте, кои беа соиграчи во репутацијава на Македонија, дали имаше уште некој од Прилеп и кои беа противници, некои подоцна познати имиња што стана? Да, имаше, значи од Прилеп исто, може да се спомни да кажам, можда да речам, јас та генерација кога бев, јас, да речам, првите два настапи бев само како јас, како поканет, а после останатите два настапи кои што беше и со мене Томче Петрески. Сакам да го спомнам Томче Петрески, а после вече мене можам да кажам за Кристијан Илиовски, за покојни Миле Нешковски и така натаму. Значи, ракометари плеада кај што, има многу доста. Значи, секоја, не можам да додам, значи, секоја репрезентација имаше, да речем, најмалце по едно добри, 2-3 спортски, добри, големи, да речем, ракометни имена. Еве, долго сеќавање кој што можам да кажам на моето, да речем, место како голман би го одвол еден Дејан Перич. Значи, еден прекрасен голман со раскошна кариера, кој што ми остави долго сеќавање, кој што имав прилика, да речем, тие 4 години, да се дружам, еден прекрасен другар, еден прекрасен дечко, стварно немам коментари. Тоа ми останал спомен, значи да ги видовте кај Перич? Кај Перич, значи ги имаш, значи еден
раскошен голман, значи со сите квалитети што би требало да ги поседува еден ракометен голман. Значи немам што да кажам, значи би било тоа да зборуваме да кажам, значи буквално со еден да речем краток одговор, значи талентиран 100%. Значи еден голман кој што стварно ми остана вака долго сеќавање кој што ќе го памтам стварно на тие турнири братство и единство. Да би го одвил за моето, да кажувам, да речам голманско место. Имаше до се уште други, да речам, ракометари кои што пеа. Имаше тогаш од Македонија имаше, да речем, некако повеќе се работеше на да речем од школите многу по организирано, појчем се работеше, значи имаше многу доста, имаше од многу ракометни градови од кои сочинуваа македонската репрезентација, значи кога би почнал еден Прилеп, Битола, па Скопје, Велес, Куманово и така натаму, значи доста плејада на големи ракометари. Инаку, дали добро се носевте со противниците, со Хрватска, со Словенија, со Србија? Какви беа резултатите? Па во тие мои 4 настапи, во тие мои 4 настапи би го одвоил последниот настап каде што се одржа во Кутина, ми остана во сеќавање каде македонската репрезентација Македонија го освоевме третото место и на тој турнир бев прогласен како најдобар голман на тој турнир братство и единство кој што да кажам едноставно тоа не се заборави, тоа ми беше едноставно најголемата да речам желба со сите тие настапи еднаш да го почувствувам и Пехаро како најдобар голман на тој турнир. И тоа ми остана тоа да речам тој беше најдобриот резултат што го постигнавме, значи последниот настап во Кутина освоено трето место и како прогласен за најдобар голман на турнирот. Тоа е значи еден од деновите што не се заборава, односно би рекол еден од најголемите ваши лични успеси. Да, па можам да кажам, тоа ми е така многу драго. Ми се тие преубави моменти што се сеќавам во мојот живот, преубаво и тие ми се за мене незаборавни моменти. Во таа југословенска конкуренција. Да, во таа југословенска конкуренција, да, правиме муави за таа југословенска конкуренција. Димовски, морам да ве прашам и за нешто што го има слушнато од овие што се спортски љубители, ракометни љубители, фудбалски љубители. Обично за вас велат фудбалски голман на ракометен гол. Ајде тука да појасниме зошто многумина сметат дека вие не сте класичен ракометен, туку сте повеќе фудбалски голман. Точно така. Значи моето да кажам мојата да речам почнувајќи да речам мојата кариера ја започнав прво како фудбалски голман. Да речем како во Победа како откријан да речем талент на 11 годишна возраст од страна на би го спомнал Круме Митричевски. Значи моите први чекори се како фудбалски голман, па после по еден известен период со преминувањето во ракомето. Значи можам да кажам и таму се чу на голот на Победа. Па на Победа на голот бев почнав како пионер и со да речам некое да речам 6 месечно работење до година бев префрлен од пионерската школа, после бев префрлен во младинската школа. Па тоа се период кај што да речам едно добри 7-8 години. Точно не можам да сетам 5 до 7 години во фудбалскиот клуб Победа. Значи почнувајќи од пионерската школа, идење се до младинската школа, од кога младинската школа потоа веќе од младинската школа завршува тука да речам еден период и веќе преминувам во редовите на ракометниот клуб Тутовски комбинат. Како се случи тој премин? Вие многу го сакавте фудбал како и секој прилепчанец што е наклонет на спортот. Сакавте да бидете фудбалски голман, а еве преминувате во ракометниот клуб. Тоа што се случи? Не знам, се случи. Јас се уште како вака се сеќавам дека
на некој надпревар, дел од управата и да кажам, да го спомнам, значи Ангеле Гулевски, дали надпревар гледан од страна на тренерот на ракометниот клуб Тудунски комбинат. Значи така дојде до еден спој, до еден разговор меѓу мене и Ангеле Гулевски. И то сето така започна многу брзо и јас вака сега ми е уште како така ми е како не можам да се сетам, сето така на брзина ми дојде и едноставно одлучив да преминам од фудбалски голман да преминам во ракометен голман. Како ви убедија да премините? Што натежна? Не се двумевте во некој момент? Не ви беше тешко да премините, бидејќи се навикнате на една средина, сега одите во... Да, ми беше тешко, да. Значи, почетокот ми беше премногу тежок, ми беше каде што едноставно, значи не е лесно да бидеш фудбалски голман, па да преминиш во радовите, да преминиш на друг спорт кај што се работи, значи многу поинако спорт друг, на ракометен голман. Значи почетокот ми беше премногу тежок, каде значи благодарение, значи сакам да го спомнам уште на Тошко Арапчевски, благодарение на Тошко Арапчевски, полека постепено на некој начин се ослободував од тој притисок да дојдам до некој кај што работи едноставно многу ми помогна да ги искоренам од фудбалски да станеш ракометен голман. Значи беше многу почетокот тежок. Подсетете се на некои надпревари во победа, како браневте, сигурно одигрувавте и првенствени, и пријателски надпревари, имавте многу тренинзи? Имавме многу тренинзи, тогаш работевме во победа, работевме на стадионот кај Базенто, можем да кажам, надпреварите беа сите, како деца, тогаш да речем како пионери, ни беа секој ден надпревар го доживуваш и го чекаш да дојди да одиграш. Има доста надпревари, се не би одвоил некој кој што едноставно ми останал некој да речем некој надпревар осеќање. Да кажам дека стварно и таму бев, да речем, знаеш како се чувствував многу добро и ми беше премногу убаво. Да речем, едно ниво на како бевме мали деца, знаевме што сакавме, имавме да речем добар тренер кој што работеше добро со нас, знаеше тренингот да не биде исполнен со убавина, со да речем тие некои да речем фудбалски убави, да речем квалитети и така натаму. Имавте задоволство што го носевте дресот на Победа беше бренд? Да, тогаш беше Победа. Најсакан клуб за прилипчаните? Точно така, значи Победа беше тогаш еден стварно голем бренд, еден стварно фудбалско големо име кој што секогаш ќе се памти, кој што стварно постигнати врвни резултати, да речем на од страна на фудбалерите, да речем што играе во Победа, стварно немам коментари. Една предпоставка, да се вратиме на назад. Ако останевте во Победа, фудбалски голман, што ќе се случеше? Јас мислам доколку останев, така беше некако желбата беше преголема, значи за да се остани во фудбалот, да речем, премине во ракомета. Не беше, доколку останев, сега, значи, сега го изјавувам, сега го кажувам нови мои години. Значи, беше преголема желбата, појчем наклонетоста беше кон фудбалот, доколку останев, сепак мислам, дека ќе имав многу, да речем, едноставно, далеку јас така замислав, некоја далеку поголема, да речем, подобра и поквалитетна кариера, како фудбалски голман. Но мој печатот дека и сте задоволни и со ракометна кариера? Можем да кажам и со ракометната, или ете така подсветно некогаш така размислувам, да речем можам да кажам дека и фудбалот така ми лежеше, беше малце потешко да се одлучам да преминам со ракомет. Долго време бевте во тандем со Димитар Богдан. Тој е една голема голманска легенда. Во првата репрезентација настапуваше на државна репрезентација на Македонија, кој учествува на трофеот Карпати, значи прв голман на првата репрезентација на Македонија. Па каква беше соработката со Димитар Богдан во тандем? Немам, значи, за Димитар Богдан немам, значи, пофолни зборови да кажам, значи, еден голем спортист, едно големо ракометно име, една голема, стварно ракометна звезда,
кој што стварно јас кога ја подзапочнав кариерата, кога се играше таа, да речам, да се вратам малце поназад на таа, да речам, српска лига, па јас можам да кажам дека за Димитар Богдан беше во првите 3 голмани во лигата. Значи еден голман, значи со преголем раскошен талент. Значи многу спремен, значи со многу работа, кој што јас сето тоа го гледав како се припремаше за секој еден надпревар, значи буквално кажано, значи голман кој што секогаш ќе ми остани во сеќавање, кој што немам зборови на каков начин да го похвалам. Биејќи беше повозрасен од вас, вие учевте од него. Значи соработката меѓу него и мене беше одлична. Значи немам зборови што да кажам, значи однос како колеги, значи предобра соработка, значи добро работење на тренизите, припремање тренинзи, сето можам да кажам, значи на многу, да речам, многу голем спортист. Што се однесуваше до Димитар Богдан. Ја спомнате подготовката за еден надпревар. Тука да ни кажете што е најважно да издвоиме според вас, дали физичка, дали техничка, тактичка, па психолошка. Водете сметка, ми рековте во еден разговор дека водете многу сметка и за исхраната. Да, многу е важно. Се припремата за голманите беше многу поинакво од да речем од играчите. Значи имавме ние посебни тренинзи кај што посебно се припремавме за секој еден надпревар. Значи тие беа посебно припремени тренинзи од страна на Тошко Арапчевски, кој што ги припремаше за секој еден надпревар како требаше да се припремиме за да речем, еве да спомнам некој надпревар дали со Пелистер или со Вардар, еве да се вратам на наш, да речем во нашата кога се такмичевме. А исхраната е многу битен фактор. Значи за мене исхраната е многу битен фактор каде еден спортист треба да го поседува ако се работи за веќе во такмичење. Значи имавме тогаш имавме прилика да кажем кога бев на залез на кариера. Значи мојата кариера кога беше на залез, јас бев и член на ракометниот клуб Борес Седико, каде 2 години престојував и не можам да кажам дека стварно бев од страна на управата презадоволен. Мислам од дечките кои што беа таму во тимо, една голема екипа, мислам професионалци, тренери, сето едно кој што да има постигнаа доста добри, да речам доста добри квалитетни резултати и каде едноставно имавме буквално речено нутриционист каде се бринеше за нашата исхрана. Значи многу е важно во таква една надпреварувачка сезона каде спортистот е многу битно е исхраната како ќе се храни. Значи како правилно се храни, ја мислам дека и правилно напредува. Што ве советуваше тој нутриционист? Што да јадите, на што да внимавате, што да отфрлате? Имаше моменти кај што едноставно припремаше храна кај што едноставно ни беше таа храна подготвена за да речеме за припрема кој што се одржува за припреми, за надпревари, сето едно се одвиваше, ни кажуваше како треба правилно да се храниме, кај што имаше негови да речеме едноставно рецепти како ги припремаше, како треба ние правилно, колку денеска треба да се внесе, колку калории, тие сето тоа, колку течности, сето тоа беше премногу убаво и стварно тоа вака ми остава едно многу убаво сеќавање во да речем ракаборец. Сега пак да се вратам на ваша кариера. Имате тутунски комбинат, имате господната Борец Тедико, овие младински репрезентации, ми се чини дека настапувавте и една сезона во Србија, во Неготин. Да. Дали можете да се потрудите, да издвоите некој надпревар што ви останал во спомен, некоја одбрана што била толку чудна за публиката, сте одбраниле некоја опасна топка, некои моменти? Имаше такви сигурно? Имаше такви моменти, се не можем да се присетам, тоа е така. Моментот
Има зицери, Да. позиции и Има кога ќе одбрани позиции. голманот, публиката му аплодира. Да. Имаше доста такви, имаше моменти кај што се случуваја така, кај што знаеше публиката да награди една добра, да речем добар одбранет зицер, еден добар одбранет пенал кога екипата не оди па голмано е на сцена, ја понесува екипата, значи знаела публиката сето тоа да го награди. Да, една година Србија, тоа е година надпреварувачка сезона 88-89 година кај што и тоа, да речем така, ми останува една добра година, успешна година од мојата ракометна кариера, кај што едно искуство и немам зборови што да кажам, значи преубаво. Моje, речем, сеќавање кој што ќе остане долго. Значи, тоа е најдобра партија, вака да се сетите, која ви беше, дали со Борец, например, кога бранете на голот на Борец, вие игравте бараш во Прилеп и успеавте да се вратите во таа Суперлига. Да се навратам тука, кога играв во Борец, ми беше еден, знаеш како, ми беше еден најтежок меч кога требаше да одиграм против својата собствена екипа. Значи тоа се случи исто во Борец, кога дојдов овде во една преполна сала и кога уносав дресо. Едно посебно чувство. Едно посебно чувство, едноставно кај што си во дел од друга ракометна екипа, а до тогаш си бил дел од, да речем, ракометната екипа Тутунски комбинат. Така едноставно се, знаеш како, чувствував некоја, да кажам, знаеш како, некоја еуфорија кој што во мене ми беше многу тешко. Тешко да го облечам дресо, да го носам и да бидам, да речем на некој начин, дел од РК Борец. Многу тешко. Значи таму беше таа утакмица вака кој што ми остани во сеќавање, кој што ми беше премногу тешко кога дојдов да играм против својата собствена екипа. Ајде, сетете се на некој шутер опасен од противничката екипа, чии удари најтешко се бранеле. Па сте си рекле како е можно ова да не можам да овој противнички играч. Дали против Манасков некој ако сте настапували? Да. Против Пепи е стварно, да кажам, Пепи е една, за мене секојаш една голема ракометна легенда, кој што стварно нема зборови како да се опише. И шутовите од Пепи, буквално кажано, значи, не можеш, едноставно, кој ќе речеме ние на народско кажем, не можеш да ја погоди страната. Ако си ја погодил страната, исто како да си му го одбранил ударот на Пепи. Значи стварно имаше, да кажеме, Пепи и уште многу други. Има, значи, многу ракометари кои што поседуваат тогаш, значи во тоа време беа, затоа кажувам дека многу големи ракометни таленти, значи ракометни звезди кои што има стварно. Еве да кажам и за нашиот, да кажам за нашите играчи, значи сите беа добри. Еве од помладата генерација да го спомнам Боро Шоковски, значи имавме ние еден прекрасен левен бек кој што за Боро Шоковски еден добар, исклучителен добар шутер. Да се вратам малце поназад на Пеце Велјановски, значи јас кога влегов во таа, да речеме, екипа, во тој состав, имавме еден прекрасен десен бомбардер. Значи еден десен бек кој што беше Пеце Велјановски во тие простори кај што едноставно буквално голманите на некој начин му беше премногу тешко да го брана шутот на Песе Велјановски. Значи еден страшен квалитетен играч. Пеналите. Песе Велјановски случуваше да многу ретко да промарши пенал. Тие се рака мои сеќавања кои што стварно, ете да кажам, да ги нагласам, така постарава генерација стварно за еден голем, да речем, ракометен играч, ракометна звезда, значи стварно. Немам зборови што да кажам за Песе Велјановски. Димовски, морам да ја прашам и од аспект од агол на гледачите. Гледачите често пати коментираат и прашуваат и заклучуваат дека е многу тешко да бидеш голман кога во ракометот топката оди со огромна брзина. Рековте има такви шутери како Пепи Манасков, Боро Шоковски и многу други. Како го надминувате стравот од удар, од повреда со топката? Па, да кажем, во мојата, речем, ракометна кариера не ми се случило многу, можда сум бил еднаш, да речем,
удрен, али не е тоа ништо страшно, значи секој еден ракометар не се случувало да има некој, да, стварно, многу брзи шутеви каде топката оди преку 100 км на час, али не се случувало, мислам дека немало такви ракометари кои што, да речем, такви спортисти кои што едноставно буквално сакал некого на некој начин да го удри или да го повреди. Тоа многу ретко се случувало на такви, например, да речем, надпреварувања каде буквално играчо имал некоја намера да го повреди голман. Тоа многу, например, ретко се случуваше, дури јас бев, да речем, дел од тие, да речем, надпревари. Треба да го привршуваме разговорот, но не сакам да испуштиме дека вие имавте неколку пати привршување на кариерата, но ја завршивте дефинитивно пред неколку години, браневте и во петтата деценија. Мислам дека некаде имаше некоја статистика дека вие сте меѓу тогаш во тоа време меѓу 10 највозрастни голмани во Европа. Дали го видовте тој податок? Да, го видов тој податок. Значи бранете на 50 години. Да, точно. Значи на 50 години беше клубот тогаш, не можем да се сетам која надпреварувачка сезона беше. Значи точно пред 3 години. Точно, да, пред 3 години, на 50 години враќање е период од 3 месеци, значи од март до мај, каде екипата имаше уште неколку кола, се работи за ракометниот клуб Рака Прилеп, неколку кола завршување на првенството и почнувајќи на плејаутот. Не, можеме и тоа да го кажам, значи и тоа ми е како гордост, ми е беше, да речам, стварно вака убо, се чувствував дека можам едноставно да помогнам на екипата. Можам да ја помогнам. Тренер истовремено? Да, истовремено и тренер, и да ре кажам, исто така ќе ми остане едно сеќавање каде, да речем, на таа возраст се почувствував дека можам, и имаше некоја голема спортска еуфорија во мене, голем спортски дух кој што сакав едноставно да помогнам, да клубо да се врати, мислам да остане на тие, да речем, патеки каде што му е местото, да речеме, во Суперлигата. И ми е стварно вака ми е, да речем, ми е драго и мило што секогаш ќе го памтам, нема никогаш да го заборавам. Дали сега моментот сте активни на ракометен план? Сега не, да кажам, еден период од 2013 година до 2019 година со, да кажам, дел од еден стварно спектакуларен тим кој што стварно, да речам, сите ракометни, тие се тука собрани, да речам, ракометни окрем на цела Македонија, кои што се одвиваат турнири на бившите ѓу простори. Значи ќе бидам, да кажам, значи 4 турнири во годината каде се тие се одржува како ветерани. Значи сега тие се турнири за ветерани и за ветеранки. Значи има мажи кои што такмича, мажите се од 40 годишна возраст, а жените од 35 годишна возраст. Значи тие се исто турнири. На тој турнир, значи имаме една добра квалитетна екипа, сега поради, да кажам, пандемијата сега сме во некое мирување, а инаку екипата се надпреваруваше на 4 турнири кои што има стварно турнири кои што се ветерани, големи ракометни имена кај што патуваме, да кажам, би одвоил Нови Сад, Нова Градишка, па Тузла, па Словенија и така натаму. Значи, сигурно се сеќавате со некои познати звезди од има познати звезди, а тука оваа екипа ја сочинуваат исто сакам да кажам, значи бивши ракометари, значи ветерани кои што биле големи ракометни звезди, значи би почнал од Битола и натаму тие бројогради, значи Битола, Прилеп, Скопје, Велес, Куманово. Сигурно без Манасков не е може секако да. Манасков пред се е капитен на таа екипа. Значи и тука, да кажам, да речем, не сме во мирување, али поради пандемијата сега малку тие турнири се во некое мирување и стварно не можем да кажам преубај. Кој друг голман освен вас
во репутацијата. Тука за е ветерани. и се работи во ветерани, се работи за Дејан Кимевски, доста исто еден голем ракометен гомар, едно големо ракометно име, значи голема звезда, кој што стварно настапи на репрезентацијата на Македонија. Нема што да се каже за Дејан Кимевски. И ваше мислење на крајот за моменталната состојба со ракометот во Македонија, во Прилеп особено. Ги следите надправарите, односно пред пандемијата кога имаше гледачи, дали бевте присутен? Па сега можам да кажам дека пред пандемијата, да речем, не би дискутирал, не го пратам толку многу ракометот, не би сакал да давам некои податоци. Сигурно слушате информации. Слушам информација, али не сум толку упатен сега моментално како да речем функционира екипата, како е што тие, не сум толку. А за ракометот во Македонија можам да кажам сега на смена на генерации. Смена на генерација, сега ова репрезентација е да кажем со доаѓањето на Кирил Лазаров несе некоја така, да речем така, некоја свежина, мислам дека смена на генерации, дека ова генерација, дека да речем со дојна добра работа, еве како да речем една голема ракометна звезда Кирил Лазаров, дека би требало да оди па да постигнува полека постепено некои добри врвни резултати. Димовски, ви благодарам за гостувањето, за разговорот, па во друга прилика можеби ќе продолжиме и ќе дадеме уште, ќе се навратиме на уште многу моменти од вашата богата кариера. Уште еднаш да се заблагодарам, фала за поканата, ми беше чест да бидам гостин на Радио Пела. Поздрав. Зашто ние во Охрид не слушаме Радио Пела? Слушајте на интернет. Радио Пела 96,8 FM.